Од неодамна во Охрид започна да функционира референтниот центар Жан Митрев клиник. Пациентите во Охрид и регионот добија канцеларија за здравствена психоедукација со презентации, информации, споделување искуства поврзани со здравствената сигурност и состојба. Околу одлуката за отворање на центарот токму во нашиот град и што се ќе им понуди на пациентите, поразговаравме со психологот Татјана Ристова-Димова. Од неодамна во Охрид е отворен референтниот центар Жан Митрев клиник. Кажете ни точно за што се работи и кои се услугите кои граѓаните може да ги добијат кај вас? Најпрвен ви благодарам што дојдовте во нашата отворена канцеларија. Јас би сакала овака на кратко да објаснам дека отварањето на канцеларијата на Жан Митрев клиника како референтен центар има неколку цели. Најпрвен да биде достапна и пристапна за сите заинтересирани граѓани кои што сакаат да добијат било каква информација. Впрочем, така и се дефинира еден референтен центар. Значи, неговата задача е да има презентации, да има предавања и меѓу другото третманот на специфики кои што вообичаено не се третираат на друго место. Токму затоа велам, значи сите заинтересирани пациенти, ние сме отворена референтна канцеларија на Жан Митрев клиника, непрофитабилна по своето функционирање и тука сме да ги доближиме во сите фази, започнувајќи од дијагностицирање, преку третман и лекување, до процесот на реконвалесценција, потребите кои што ги чувствуваат граѓаните, дали во период кога им треба само информација или пак во дел кога веќе сакаат да поразговараат за нештата кои што им пречат, им стараат дополнителни тегоби или пак се усложнуваат и на тој начин ја усложнуваат и целата здравствена состојба. Што сакам да кажам? Например, работејќи од 2001 некаде на крајот, односно почетокот на 2002 година, во тогашната Филип II, кога го изготвивме првата верзија на програмот за подготовка на пациентите и семејствата, тогаш бевме специјализирана болница за кардиохирургија, се основаше и одделот за психологија и психотерапија, во кој што пациентите и нивните семејства беа подготвувани за целиот процес кој што треба да донесе до нивно излекување, односно надминување на состојбата болест. И токму во таа насока, имајќи во предвид дека многу наши пациенти оперирани се наоѓаат на ова подрачје, понатаму многу пациенти каде што имало интервенции и се присутни во Центарот за рехабилитација, само да кажеме дека сме отворени за нив и сите останати кои би сакале да добијат информација и да го олеснат во тој дел нивниот процес на зајакнување на здравите капацитети и негување на нивното здравје. Станува збор за клиника позната во светски рамки, која е етаблирана, препознатлива, со врвни достигнувања и признанија. Како дојде до соработката и одлуката да се отвори овој центар во Охрид? Јас ќе почнам првен од символиката. Охрид е град кој што ќе остане како една колевка на нашата писменост и од друга страна, еве, малку да се изразам послободно, едно просветлување на нашиот народ, затоа што писменоста тргнува од тука. Понатаму, Охрид е место во кое што без исклучоци стигнуваат луѓе од цел свет. И ако Охрид е едно такво место на здружување, на подавање рака, од еден таков аспект, зошто не би бил токму и местото каде што и ние ќе почнеме да се препознаваме од се она што значи најдоброто од Македонија, често пати искористено овака како слоган, во склоп на сето тоа и во склоп на нашето растење како култ, во склоп на придонесот кон подобрување на квалитетот на живот. Сега брзо слушав програмата за втемелување, етаблирање, развивање на здравствениот туризам, каде би ни било местото на сега и овде
да покажеме она што е навистина најдобро и во рамки на нашиот здравствен систем, затоа што веќе постои толку години и како што кажавте, постигнува врвни резултати во светот и малку е тажно да светот знае до каде сме во тој дел, а да тоа не го доближиме до нашиот народ. Од тие причини, еве и јавен повик до сите оние кои што проявуваат интерес за било која дилема во однос на тој дел, слободно нека се јават на нашиот телефон, нека дојдат, канцеларијата е во центарот на Охрид, отворена за нив, со одредено, нели, ќе видиме како ќе оди времето, затоа што јас имам многу работа и на терен, да направам со многу наши соработници, односно луѓе кои што се тука на локално ниво, луѓе кои што работат на подигнување на јавната свест на здравието, да исконтактирам, да воспоставам комуникација и ќе ми биде драго секако да соработувам како и до сега. Токму од тие причини телефонскиот број стои, значи го имаат, слободно нека се јават да поразговараме што е она, во кој дел имаат проблем и каде ние можеме како референтен центар да подпомогнеме. Тука секако стојат и двете диагностик клиник на Жан Митрев, тоа е Битола, кој што е и многу географски блиску до Охрид, и диагностика Струмица, каде што исто така има дел од процедурите и диагностиките кои што на друго место не дека не ги знаат лекарите, да не бидам погрешно разбрана, туку технологијата се развива многу брзо, многу вртоглаво. Не може да кажеме и ние, затоа што тука сме. Бивањето, битисувањето во секојдневието ни дава да видиме каде можеме и што можеме и од човечки ресурси, меѓутоа и од технологија да користиме, особено во диагностичките процедури и процедурите на третман. Од таа причина, значи не да дојде дека другите не знаат, ами она што го имаме на располагање како десна рака за плюс потврдување или отфрлување на некоја хипотеза поврзано со здравствената состојба, да го искористат максимално, затоа што ние не можеме да решиме ниту еден проблем, без разлика дали е во здравство или во некоја друга област, ако на проблемот не му погледнеме во очи. Негацијата значи само одложување на некоја тегоба во здравствената состојба, која што може даден пациент да донесе во ризик во некои дадени околности. Кој се може да се обрати во центарот од овој регион на државата? Па мислам дека и соработници секогаш, и пациенти секогаш, па дури и оние луѓе кои што се присутни тука како туристи, зошто да не ги запознаеме дека Македонија има на располагање една таква клиника во која што, освен се друго, еве сега да не излезе како промоција, ама нека не ми забележат слушателите, значи Жан Митрев клиник непосредно пред одреден временски период го промовираше и својот институт за естетика, каде што многу производи, многу услуги што може таму да се направат, особено на една зрела, да речам, популација, за да биде уште позадоволна, уште посрекна, како популација која што дошла да ја види нашата земја и престојува во Охрид, да искористи дел од услугите за ревитализација, да кажам вака наједноставно, меѓутоа и сите други услуги кои што се на располагање. Болестите поврзани со срцето се многу чести кај нас и за жал Република Македонија е земја со многу висок ризик за кардиоваскуларни заболувања, па кажете ни, имате ли некои општи совети во вид на превенција за граѓаните? Токму тука да се навратам, значи суштината на канцеларијата е и превенција, меѓу другото, значи не постои наука која што може овака во најопшти рамки да го реши животот со формула за среќа и здравје. Но постојат наши капацитети, бидејќи сите сме различни, со различни можности, со различни капацитети, различни способности, умења и вештини, па да ни биде еве една од примарните цели на референтниот центар, како да ги поттикнуваме граѓаните
да ги мотивираме да бидат дел од решението, а не од проблемот. Да бидат активни, со проактивен однос кон себе. Значи, што значи превенција? Некогаш превенцијата може да биде и во терцијарна фаза. Прифаќањето на една хроницитетна состојба и адекватното однесување со модалитети кои што спречуваат понатамошен ризик е исто така превенција во една фаза од животот. Има состојби на заболувања кои што не се решаваат по тип на ќе добијам јас за тоа лек или ќе добијам одредена вакцина и мојот организам ќе биде имун. На многу работи и не сме имуни како луѓе, но да го развиваме нашиот здрав капацитет на нашиот дел од континуиран раст и развој, кој што ќе биде на првите борбени редови, будејќи го нашиот имунолошки систем. Тоа значи да бидеме адекватни во изборот на исхрана, да бидеме адекватни во изборот на активностите кои што не прават активни, дали е тоа некој спорт, дали е тоа некоја активност која што значи наше ментално раздвижување, дали е тоа некоја активност која ја правиме континуирано или во парцијала, мора да биде адекватно приспособена на нашата возраст и на нашите способности. Затоа што, ако кажеме спортските активности и активностите на физички план се во склоп на превенцијата, нешто што го бранат организмот од кардиоваскуларни заболувања, не можеме така општо да прифатиме да точно е. Точно е тоа, меѓутоа, исто така е потребно да се допрецизира во колку, во кои рамки и кога и на кој начин ние дополнително не го загрозуваме сопственото здравје. Или, ако една личност избира нутриционистички да го менува својот дел кој што се однесува низ храната, тој мора да знае дека треба да направи крвна слика, дека треба да направи исследувања, дека да направи од лекар да добие совет што е она што одговара или не. Или, ако еден диабетичар преку, освен земањето на терапија, прави поддршка на одбраната на својот систем, животен циклус, здравје, со одстранување на одреден тип на производи, секако исто така треба да направи, барем со диабетолог или ендокринолог, една консултација што е она и како тоа да го направи, што е неопходно за зачувување на неговото здравје понатаму. Затоа што, ако имаме неадекватно однесување, да еден човек на кој што му е забрането, да речеме во некој непосреден постоперативен период, да го оптовари организмот, отиде во теретана и се амбицира да крене некаков тек од енормна тежина, може да направи лично загрозување на сопствениот живот. Во тој дел, велам, многу е битен балансот што ние го изучуваме во рамки на таа позитивна психотерапија, кој што треба да го воедначува она што сакаме, она што можеме и нашиот баланс на позитивното одржување во секојдневното битисување и активностите кои што планираме да ги направиме за да се заштитиме и да го развиваме нашиот капацитет понатаму и да го што повеќе негуваме скриптот на јас сум здрав. Јас правам максимум за да моето здравје не го загрозам. Секако тука се сите ризици, алкохолот, зависноста од технологијата, зависностите на модерното време, кои што прават во одреден дел искривување на кичми, дополнителни тегоби во однос на оној дел што значи скелетно, мускулен систем и така натаму, понатаму пушењето, понатаму се она што значи енормно внесување, алкохолизирање, она што значи влегување во ризик од однесувањето, особено апел и до младите генерации. Затоа што нив им останува се она што треба да го продолжат после нас, за да полека но сигурно го градат она што значи одбранбен зид, она што значи бедем на зачувување на нашето здравје.
Светскиот ден на срцето секоја година се одбележува на 29 септември. Како го одбележавте, со кои активности? За среќа и покрај краткото време, ние отворивме на 15 август, меѓутоа еве официјално почнавме некаде од 1 септември. Јас успеав да веќе почнам да соработувам со Црвен крст Охрид и секако прифаќањето на главните спонзори на настанот. Имаше настан во центарот на Охрид, преубав со преубава порака и преку соработката со Црвен крст Охрид успеав да обезбедам таму и наш штанд, за да ги запознаам граѓаните на Охрид со се она што значи понуда во нашиот референтен центар, да се вклучиме во дел од активностите. Имаше многу спортски надпревари, имаше фудбалски утакмици и да ги поддржиме таму децата кои што искрено и од срце на вистина даваа се со целиот тој позитивен джагор, музиката, културно-забавниот живот придонес во прифаќањето и негувањето на тоа за среќно детство. А што има поголема среќа од тоа да бидеме здрави? Се на светот можеме со материјалниот дел да го исполниме. Меѓутоа, она што значи духовно, кога сме празни, кога емоционално страдаме, кога дополнително се чувствуваме загрозени или со одредена соочени болест, тогаш на вистина нема подобро од негувањето на тој концепт за среќно детство. Знаете, јас често пати во разговорите го спомнувам Фројд со неговата изрека "Детето е татко на човекот". Многу кажам. Што посреќно дете, тоа посигурен возрасен. Да го негуваме тоа среќно детство, за да и во иднина имаме што посреќни, посигурни и личности изградени во градењето на нашиот заеднички систем. И за крај, како можат охриѓани, но и сите заинтересирани од регионот да ве контактираат? Значи, канцеларијата на референтниот центар се наоѓа на улица 7 ноември, број 27, на првиот кат, влез 1, и на самата канцеларија на брендот си го пишува бројот на кој што може да ме контактираат во временска рамка од 10 часот до некаде попладне. Јас сум тука, понекогаш може да се случи да бидам на некој работен состанок, меѓутоа телефонот за контакт останува. Тоа е 071 313 301, кој што е официјален број на Жан Митрев клиника, референтен центар Охрид.